Почитувани граѓани, очигледен е фактот дека во немањето минимум аргументи за одбрана на институционалниот криминал и институционалното убиство на иднината на нашата држава, иднината на нашите деца, пратениците на ВМРО-ДПМН веќе не се осмелуваат нити да реплицираат или реплицираат барем на по еден од нашите пратеници. И срам да ви е, затоа што од ваква сериозна точка правите лакрдија. Правите лакрдија од иднината на нашите деца. Ако не сте свесни зашто разговараме овие два дена разговараме за тоа дека идните генерации од оваа држава ќе ги задолжиме за 90 милиони евра. До крајот на оваа седница, додека заврши оваа собраниска седница, ќе го зголемиме долгот на оваа држава за вкупно 400 милиони евра. 400 милиони евра. Дете што се раѓа во моментот додека трае оваа седница, неродено должи по 2800 евра. Разбирате ли за што зборуваме? Дали сваќате за што зборуваме? И се обидувате лажно дискусијата во оваа седница да ја сведете на тоа кој бил за, а кој бил против гасификација на Република Македонија. Минимум да имавте чувство на доблест, на одговорност и на совест во вас, не ке смеевте да ја поставите оваа дилема. Никој овдека не ви зборува дека е против гасификација на Република Македонија. Овдека ви зборуваме дека сме против овие пари со кои што ќе ги задолжиме нашите деца да бидат употребени за буџетската дупка, за поддржување, односно за буџетската поддршка. Затоа што без срам и без перде зборувате и ги задолжувате нашите деца и нашите внуци. Изгоре на се лажете колку сте биле посветени за изградба на инфраструктурата на оваа држава. Вие сте ја градели инфраструктурата на оваа држава. Галиите на Вардар ви се инфраструктура. Врбите во Вардар ви се инфраструктура. 640 милиони евра потрошивте за стиропорни фасади, за катни гаражи, за врби во Вардар и галии. За инфраструктура разговараме. За автопатишта, за енергетски линии, како што е гасификација. Минимум знаете што значи зборот инфраструктура. Врба на Вардар. Ограда кај Гранд Хотел, кај Holiday Inn од 3 милиони евра. Што не била скапа. Не била скапа. Од дома ги зимате парите. 640 милиони евра фрливме низ вода за да лечиме нечии фрустрации и комплекси од детството. Дали сте свесни за што зборуваме? И кога ви секнаа провизиите од изградбата на инфраструктурниот објект Скопје 2014, миле ми текна. Ај сега ќе правиме аутопатишта. Ама навикнати на провизиите од Скопје 2014 и овие автопатишта ги правите со провизии. Оваа држава, ова собрание донесе закон со кој што задолжи над 600-700 милиона евра за изградба на 2 автопатски делници. Најскапи на планетата Земја. Од Миладиновци до Штип преку Свети Николе и од Кичево до Охрид. Вкупно едва 100 километри. 740 милиони евра чинам беше тој кредит. Во тие се вградени и 5% провизија, кои што и вашите деца и внуци, за кои што не мислите гледајќи краткогледо, ќе треба да ги плаќаат. Вашите, не само нашите. Исти сме во оваа држава, граѓани сме на оваа држава, со исти права и со исти обврски. Ваквото расципништво, ваквото цунами што се случува на Република Македонија. Турско било, ова не било. Одеднаш ви ја раѓа дупката. Дупката во буџетот, која што не можете да ја пополните. Завчера земавте 48 милиони евра на домашниот пазар
за да вратите 41 претходно задолжени. Ама овој месец, првиот работен ден беше 2 ноември. Пратениците во ова собрание ја примија платата, затоа што треба да го стискаат копчето за ваквите закони. Кај се другите буџетари, да ве прашам? Од месец во месец им касните, веќе стасавте до 20 и 20, меѓу 20 и 25 да исплаќате платата. Надвор од законот. Ки си дојде се по своето. И немојте да наметнувате дали ние имаме, да наметнувате лажна дилема дали ние гласаме за или против гасификација. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поддржува секаков инфраструктурен проект, ако е чесен. Бидејќи и со овие силни ваши така наречени капитални проекти, кои што реално може би и се, не можете да ги стасете бројките. Обожавате да зборувате за 90-тите. Па автопатиштата за кои што наплаќате по 20.000 евра годишно патарина како протеници, по кои што газите се изградени во времето на СДСМ. 7 километри за 10 години. 700 метра автопат годишно во владењето на ВМРО ДПМН. 700 метри автопат годишно. Вие зборувате за инфраструктура. И 3 варби на Вардар за 400.000 евра. Затоа, господа, немојте да лажете дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е против гасификација. Ние ќе гласаме против овој закон, бидејќи со овој закон се задолжува Република Македонија за 90 милиони евра. Меѓутоа, овие 90 милиони евра имаме силен сомнеж, токму заради вашето провизиско минато, дека ненаменски ќе ги потрошите и во добар дел, барем 20 на милиони евра, ќе ги употребите за крпење на буџетска дупка, односно за потенцијално купување на предвремените парламентарни избори на редната година. Извадете го членот во кој што ќе има можност овие пари да се употребат и за пополнување на буџетските дупки. Јас ќе бидам првиот кој што ќе стиснам зеленото копче за поддршка на овој закон и за поддршка на гасификацијата. Инаку, парите ќе ги земете, парите ќе ги потрошите, гасификацијата нема да ја направите. Затоа што немате ментален склоп дека треба да ја градите оваа држава. Госпоѓа Рангелова Даниела има реплика. Повелете. Благодарам, председателя. Колега Шилегов, прво за зеленото копче што сме го сликале за да земе, што сме го стискале да земеме плата, година и пол ништо не стискавте, а земавте плата. Вие ли имате доглед да зборувате кој како е заработувал платата? Второ, викате на овој му текна, на тој му текна. Знаете што е разликата помеѓу нас и вас? Вас ништо не ви текна. Кога бевте на власт, ништо не направивте. Нас, еве ни текна да направиме реконструкција на локални патишта во изминатиот период, односно е направена реконструкција на 350 локални патишта во должина од 620 километри. Нас ни текна, вас не ви текна. Во однос на образовната структура, извршена е санација и реконструкција на 32 основни и средни училишта, а во тек е постапка за реконструкција на 45 основни и средни училишта, а со тоа ќе се стигне до бројката, значи до крајот на годината, со вкупно 396 реконструирани училишни објекти во периодот од 2006 година до крајот на оваа 2015 година. Значи на ВМРО ДПМН му текна, вас не ви текна. Инаку се прави и 155 километри автопат. Нас ни текна, вас не ви текна. Нас ни текна дека земјоделците треба да бидат удостоени и да зимаат субвенции. Ни текна на пензионерите да им ги покачиме пензиите и да живеат достоинствен живот. Исто така ни текна дека треба да користат бесплатен превоз, на кој што се многу благодарни пензионерите. Разликата помеѓу нас, пратениците и владата на ВМРО ДПМН
и вас, пратениците од СДСМ и некоја влада која што имавте пред 10 години, бидејќи знаете дека граѓаните не ви ја даваат довербата, бидејќи едноставно не ви веруваат. Знаете зошто? Ете, сами си го поставите прашањето. Ништо не ви текнува да направите за граѓаните. А во однос на провизиите, значи единственото нешто кое ќе ми текне на провизија, ми текнува на вашето раководство. Не знам за каква друга провизија зборувате. Многу е јасно. И затоа, на кој му текна, како му текна се гледа. Знаете што е разликата помеѓу вас и нас? Нас не препознаваат по слоганот ветено, остварено. А вас знаете по што ве препознаваат? Ветено, излажано. По еден човек вработување во семејство, никој не вработен. Ветени милион проекти, ништо не реализирано. Тоа е разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Благодарам. Господин Шилегов, Петри има контрреплика. Господја Рангелова, што ви сметаше да ги усвоите нашите оставки, бе? Што ви сметаше да ги усвоите нашите оставки? Ај баталете таа тема. Немате храброст, нити оставките бе да не ги усвоите. Толку сте храбри. Второ, за да ги реконструирате тие школи кои што ги зборите, некој требаше да ви ги направи. Школа немате направено. 5 школи немате направено во оваа држава. Што ви е на вас? За да може да реконструирате тој објект треба да постои. Изградба и реконструкција се баби и жаби. И да, нас не ни текнува да крадеме пари од нашите граѓани. Нас не ни текнува да уништуваме иднината на нашите деца. Нас не ни текнува дека со стискање на копче минимум одговорност треба да имате во себе. Да помислите, детево што се роди за време на оваа ваша реплика што ја дадовте е должно 2800 евра. Господин Цукрев, Драган има реплика. Благодарам, председателе. Колега Шилегов, најпрво за ова последното што го кажавте. За да се реконструират училишта, требало претходно да бидат направени. Така е. 70 нови училишта од 2006 година на ВАМО, под оваа влада на ВМРО ДПМН. 350 реконструирани. 50 милиони евра е инвестирани во образовна инфраструктура. Само за тој дел. Велите, после 9 години не текнало да инвестираме во гасификација или во патна инфраструктура. Колега Шилегов, дали непосредната реализација на проектот, на непосредната реализација на некој проект му претходи студија, ревидиран проект, експроприација, урбанистичко-планска документација? Тие проекти се изработуваат за 1 месец, за 2, или се работат со години. Дали нешто од тоа вие оставивте на оваа влада од ВМРО ДПМН, па да влезе уште 2007 и 2008 во непосредна реализација на тие инвестициони активности? Не, колега Шилегов. Немаше ни студии, немаше ни ревидирани проекти. Немаше ништо. Затоа мораше со години да се работи на сета таа документација, за да денес стигнеме до непосредна реализација на овие инвестициони активности. И околу оние апокалиптични сценарија за задолженоста, колега Шилегов, сме се и наслушале тука. Затоа и ни падна мотивацијата да се јавуваме веќе за реплики. Ама вие не бевте во сала, колега Шилегов. Дали еден или двајца пратеници само од вкупно 20 дискутанти не беа удостоени со реплика. Реплики имаше на сите ваши дискусии. Меѓутоа, повторуваме и за дека е за џабе. Пак вие амандманот да се брише дека ако динамиката на реализација на проектот за гасификација не и со поспоро темпо од динамиката на повлекувањето на средствата од заемот, да државата се осигури да не плати 2,5% камата на неповлечените средства, стои во ставот 6 од членот 4 од овој предлог закон, да средствата се искористат за буџетски потреби. На тој начин државата се осигурува од непотребно плаќање на камати, за непотребно фрлање на пари во бунар. А буџетски потреби значи, колега Шилегов, она што стои во буџетот, кој што го донесува оваа собрание. Исто како што и буџетскиот дефицит се финансира на домашни и од странски инвеститори. А
задолжувањето на домашниот пазар што го спомнавте и раздолжувањето е постојано. Благодарам. И вие ги спомнувате само задолжувањата, без да ги спомнете раздолжувањата што се вршат постојано Благодарам. на домашниот пазар. Благодарам. Господин Шилегов, Петре, контрреплика. Од назад на напред, ако земеш 48 за да вратиш 41, што е? Ако си реконструирал 350 школи, кој ги направил пред тебе тие 350 школи, за да имаш што да реконструираш? За да наполниш оваа чаша со вода, треба да има чаша, за да ставиш вода во незе. Ако 10 години, тоа е лакрдијата ваша, тоа е лакрдијата ваша. Без срам, без перде ги задолжувате нашите деца. Викајте колку сакате. Ако 10 години правевте проекти, колку ли години црна оваа земја ќе чека да ги направите? И на крајот на денот, ако сте сигурни дека овој проект ќе го изведете, зошто мислите дека ќе досниме со изведување на проектот, па ќе се штити државата? И конечно, за апокалипсата и сценаријата. Има луѓе што банкротираат затоа што немаат да вратат 2000 евра, има луѓе кои што немаат проблем во животот да враќаат 100.000 евра. Аргентина банкротираше кога имаше 16% задолжено со GDP-то. Размислете каде ја водите оваа држава. Ваша ќе биде пред се одговорноста.